Димитар Ковачевски го отфрли францускиот предлог. Цитирам: "Барам да се почитува мојот народ." Ова е темата за која што ќе разговараме во ова најново издание на емисијата Очи во очи, во која ви посакувам добре дојде на 0260 91 924 или 925 или пак преку фан страницата на Facebook Очи во очи. Среде Брисел, премиерот Ковачевски кажа не на францускиот предлог. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски од Брисел порача дека францускиот предлог во сегашната форма е неприфатлив за него. Цитирам: "Францускиот предлог во ваква форма е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата и за коалицијските партнери и за граѓаните на Северна Македонија. Доколку во текот на француското председателство дојде до разбирање за нашите позиции, спремни сме да се вклучиме во преговорите до крајот на јуни", завршен цитат, порача македонскиот премиер Димитар Ковачевски од Брисел на заедничка пресконференција со албанскиот премиер Еди Рама и председателот на Србија Александар Вучич. Ковачевски е дециден дека никој не може без, цитирам, "наша согласност да ни наметне решение", завршен цитат, и повика дека сега Европската Унија е на потек. Тој ги повтори црвените линии кои што ги истакна и пред заминувањето за Брисел, а тоа е чиста формулација на македонскиот јазик и заштита на македонскиот идентитет во преговарачката рамка. Ковачевски изрази незадоволство од динамиката на која се одвиваат процесите за пристап и почеток на преговори со Европската Унија. Тој потенцираше дека земјата има посветено многу внимание и време за иднината и за изнаоѓање решенија кои ќе ги деблокираат процесите кон Европската Унија. Цитирам: "Но Бугарија одлучи да се врати во минатото и да постави блокада која на никого не му оди во прилог. Донесовме многу тешки одлуки. Време е Европската Унија да ги исполни своите ветувања пред да даде нови", завршен цитат, рече Ковачевски. Изјавите кои што беа дадени од него и од албанскиот премиер Еди Рама се подготвуваат, затоа и малку доцневме со емисијата, со оглед на тоа дека туку што и ги преработуваме за да може да ги емитуваме во целост така како што се и кажани, во оној момент кога ќе бидат подготвени и ќе ги емитуваме за гледачите на телевизија 24. Во секој случај темата е сосема јасна, бидејќи се зборува многу и за францускиот предлог во изминатиот период, но и за молчењето кое што со денови траеше од страна на македонската влада, наспроти пак случувањата кои што се во постојан дисбаланс во соседна Бугарија, што во однос на нивната влада тамошна, што пак во однос на она што се однесува на францускиот предлог и застапувањето на позициите во врска со францускиот предлог и во врска со процесот на евроинтеграциите на Македонија. На 0260 91 924 или 925 може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење и да ни пишувате на фан страницата на Facebook Очи во очи, доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете, погласно режија, повелете. Едно прашање, во 14 часот требаше Бугарската комисија да се изјаснува за предлогот. Дали имаш информација каква одлука донеле? За Бугарската комисија? Да. Тоа ќе проверам во меѓувреме, зборувајте вие, ќе проверам. Вака, значи, по мене ова е чиста комедија, значи. Имаше Павле Трајанов пресконференција. Сега гледав пред малку. Кажа дека Османи и Маричи со нивни комисии работеле на предлогот. Значи, владата работела на овој расправа, извинете, се уште расправа Бугарската комисија за предлогот. Затечени се од нето на Ковачевски. И значи, Павле Трајанов е дел од владата. Кога он кажува дека Маричич и Османи со комисии работеле на предлогот, го изготвувале, го согласувале, значи тоа е предлог кој го знаел и Димитар Ковачевски. Значи тоа е предлог усогласен со нашите. Тоа го кажува Павле Трајанов. И како сега Ковачевски го одбива предлогот, што они го спремиле? Него друга е играта тука. Кога кажа Павле Трајанов дека ќе си даде оставка, ќе напушти влада, кажа и либералите, каже и Морачанин, паѓа владата, и Ахмети, премиерот во сенка, му има дошепнато, дај да не си играме, кажувај не, отиде владата, паѓаме од власт. Значи, прво им беше првата варијанта Албанија да добие датум, кога вида помаливе партии како реагираат, сепак кожата нивна им е помила и кажа не. Иначе предлогот, сега го си кажува Трајанов, они го изработиле. Ја не знам како не им е срам, идеш во Франција со твој предлог,
а после го одбиваш. На што личи тоа? Значи, нелогично е. Благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. По однос на вашето прашање, во Бугарското собрание не е на расправа само францускиот предлог за кревање на ветото на Софија кон Скопје, туку се доставени уште 3 други предлог одлуки на тамошните ДПС, ГЕРБ и Демократска Бугарија. Во моментот Собраниската комисија за надворешни работи расправа за францускиот предлог, за што уводно излагање имаше министерката за надворешни работи Теодора Генчовска, но како што пишуваат бугарските медиуми, можностите францускиот предлог да не помине во Народното собрание таму се поголеми од тие пак да помине. И додека бугарските пратеници расправаа, од Брисел стигна веста дека македонскиот премиер го отфрли францускиот предлог. Министерката Генчовска рече дека испратила извештај за случувањата во Македонија. Откако ја замолија да го прочита, таа предупреди дека може да стане досадно. Таа рече дека е постигнат значителен напредок во отпорот на позицијата на Бугарија. Генчовска посочи дека протоколот меѓу Софија и Скопје со конкретни мерки за спроведување на договорот за добрососедството од 2017 година мора да биде потпишан пред Бугарија да ја одобри преговарачката рамка и во рамката да има референца спремо протоколот. Без потпишан протокол преговарачката рамка не ги обезбедува потребните гаранции за отворените прашања, рече Теодора Генчовска. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака. Во Брисел премиерот Ковачевски кажа не на францускиот предлог. Многу голема грешка направи. Многу голема грешка човеко направи. Еве зошто? Видите вака, моје мислење. Треба да сватиме и дека се да прифатиме, така шубо е римувано. Еве зошто? Промена на име, си седиме дома. А промена на устав, седиме дома. Влез во... Не знам и што да зборувам, не успеше референдум. Седиме дома. Имаше онде митинг на барена свадба, се собрале чадато со 1000 луѓе. Аве луѓе, джаве се мачиме ние неколку луѓе вака што се уваме. Нека прифати човеко се, секако нас не бидува за држава изгледа. Не можеме ние, ето, протест излева 100 луѓе против францускиот предлог. Го препорачувам да прифати се што ќе побара. И ако сака после мене 100.000 луѓе, милион нека ме негират. Се да прифати, нас не бива. Македонците изгледа, се ни е јасно на сите и си седиме да се препекуваме преку телевизија. Зошто да се препекуваме? Се знае кај се бара правима. Нема шо тука. Реков еднаш, копаѓаше Милошевич 600.000 народ во Белград, излезе пријатно. Затоа го молам премиерот. Значи, нека прифати се. Нема потреба да се расправаме. Добро, благодарам за јавувањето. Рече ќе ве замолам погласно со гледачите. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Го слушавте првиот слушател тамо, се како се јавувач. Добро. Сега не можам да го разберам. Што сакаше да каже. Јасно и гласно кажа Ковачевски. Не го прифаќаме, враќаме францускиот договор. И крај. Што сега? Демократскиот союз, па тоа е коалиција со власта. Нормално Ковачевски ќе го послуша Павле Трајанов. И станува и му е криво зашто го послушала. Глупост. Но овој народ ни се тера, ни се води. Ни се води. Ако го прифатевме, зашто го прифатевме? Ако не го прифатевме, зашто не го прифатевме? Па доста тебе луѓе више, доста тебе луѓе. Доста. Штетен е за Македонија, точка, крај. Крај. И оваа држава има многу мукајни. Криво им е. Што тие не ја сакаат државата. Да, не ја сакаат државата. А се прават патриоти дека сакаат државата. Сега ќе ви кажем една анекдота. Старите скопјани може се сеќаваат. Имаше еден господин, Штрбац го вика, шофер беше. Купи на времето Мустанг. И се возеше со Мустангот на улица Македонија
И Огне знае што викаше. Умрете му кајли, Србац вози Мустанг. Така и ние сме такви. Так, од тоа патела Македонија. Да. Ајде, фала и пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Како што ви ветив и на почетокот, ќе ги емитуваме во продолжение изјавите кои ни беа подготвени, токму кои беа дадени прво од страна на македонскиот премиер Димитар Ковачевски, а потоа пак и од албанскиот премиер Еди Рама. Македонскиот премиер Ковачевски од Брисел изрази незадоволство поради бавниот тек на евроинтеграцијата и порача дека францускиот предлог е неприфатлив за земјата. Да слушнеме во продолжение. Благодарност до председателот Макрон за неговиот ангажман и за вложениот напор за изнаоѓање решение. Во тој динамичен процес на работа со француското председателство ние ги соопштивме нашите позиции и црвени линии и во тој контекст би сакал уште еднаш да потврдам дека предлог кој би бил прифатлив треба да ги гарантира клучните елементи. Чиста формулација за македонскиот јазик во преговарачката рамка и јасна заштита на македонскиот идентитет. Историските прашања не можат да бидат критериуми во преговарачката рамка. Преговорите помеѓу Северна Македонија и Европската унија мора да почнат пред отпочнувањето на постапката за уставните измени за вклучување на бугарите, хрватите и црногорците во преамбулата на уставот. Цврсти гаранции и од Бугарија и од Европската унија дека Бугарија нема да условува со нови барања надвор од она што ќе биде договорено во преговарачката рамка и билатералниот протокол кој се уште не е усогласен со Бугарија. И секако, секое решение ќе треба да е консултирано со институциите на Република Северна Македонија. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. А на самитот на ЕУ Западен Балкан кој што се одржува впрочем денеска во Брисел, премиерот на Албанија Еди Рама изразувајќи солидарност и поддршка кон Македонија. Иронично при поздравот со Шарл Мишел, председател на Европскиот совет, Емануел Макрон, председател на Франција, и Урсула фон дер Леен, председателка на Европската комисија, им се обрати со зборовите поздрав од Источна Македонија на истиот саркастичен тон како што претходно тоа го направи пред 2 недели. Но да слушнеме што кажа во неговото обраќање. Changed even the name. Didn't make any difference. Imagine France changing the name to become member of EU. Одиме со следното јавување. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ме чуди, премиерот Ковачевски беше јасен и дециден, значи за ова работа, за прашањето за францускиот предлог. Значи го одби. Не е тука, јас не знам зошто го меши овај. Павле Трајанов наводно бил вршил притисок врз премиерот. И што ти ја знам, и не знам уште кој таму. Па не знам, контракефала во секој случај се работи за такви луѓе, за такви типови, по такви типови и стигнавме до оваде рече, значи. Не сме бугари, ама ги признаваме бугарофилите како македонски бух. Значи отвораме клубови, 8 здруженија и сите тие глупости ги правиме тука низ Македонија и ете, значи не сме бугари. Тој е еден од нив, од бугарите, од тие македонските бугари. Тој што настапува така. А овај пак последниот што беше, па морам да ги коментирам, нема каде. Не тера да јадиме вредно сол, и то на екс. Зошто? За инеет. На кој? Не знам. Не ми е јасно. Навистина се нејасни луѓето. Еве, дефинитивно, францускиот предлог е одбиен. Не ни одговара, објасни Ковачевски, сега баш беше на телевизија, сега го дадовте, значи објасни Ковачевски што е причината. Јас мислам дека е сосема јасната работа и нема што да политизираме понатаму ние, тука што сме од крши екранот. Толку од мене. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете.
Само намалете го тонот на телевизорот. Повелете. Јас прв пат ќе бидам онака оригинален и ќе застанам на страната на одбивањето на предлогот и многу размислував околу тоа овие денови и сега како да ги осудам тие што викаат дека ќе видат прифатен предлогот, како да ги попалам овие што го одбија предлогот. Оти тука има многу некои загонетки што они кажуваат дека и они не ги знаат, а како па ние да ги знаеме кои што сме надвор од сите, да речеме, видување во Македонија. Се информираме од вас, од средствата за информирање, што ќе чуеме од вас, си правиме своја слика и во таа смисла јас го кажувам ова. А инаку многу пати јас сум го критикувал Макрон како непријател на Македонија, меѓу првите он стави вето пред тоа и така натака. А во ова смисла сега овдека може да има што зборуваше Павле Трајанов и она околу игрите 100, сигурно дека влијалело овие трите партии, колекциони партнери на власта, на така нареченото мило звучно мнозинство, сигурно дека влијаеле, но во секој случај и ја потврдија и резолуцијата и она на нашето собрание кое што кажа од кои се црвените линии се исцртани и она го кажа онака како што е оригинално напишано. А какви се игрите околу тоа? И јас сметам и убеден сум и желба ми е голема овие двајцата што ги посочија како прајачи на работачи на ова да си заминат од власта, од и голема срамота е. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Само Добар му се ден. заблагодарам на претходниот гледач што ме нарече кондрокефало, пошто знам што значи. Благодарам многу. Јас Тоа не зборува- го разбрав тоа, се извинувам ако е нешто навредливо што не реагирав. Повелете. Тоа е навредливо, не е проблем. Ја не се вреѓам од секого, само од кого се вреѓам. Те И повелете. уште еднаш да му објаснам, пошто изгледа не разбира, тоа му е проблемот. Знам дека е тешко да испадне смешен во јавност, ама тоа е. Предлогот што е даден не е француски. Тоа Павле Трајанов го кажува, човек од власта. Не го кажувам јас. Предлогот е на Ковачевски. Учествувал со Маричич и со Османи. Нека го погледа интервјуто на Павле Трајанов. Што не го одби предлогот ако беше француски пред 10 дена, кога се појави? Што чекаше 10 дена Ковачевски? Да види што ќе кажат другите? Така енергично, категорично, уште кога се појави првиот ден, да кажеше јас сум патриот, македонец и го одбивам. Не можеше да го одбие затоа што е негов предлог. Павле Трајанов го кажа, уште еднаш ќе повторам. И сега, како не му е срам, одбива свој предлог. Тоа е срамотата, тоа е Македонија што е брука. Вие може да ме вреѓате колку што сакате. Јас сум поголем македонец од 90% од вас. Немојте бугарски етикети да ми лепиш. Срамота е. Возрастни луѓе. Гледајте ги, реално работите. Пратете пред да се јавите во емисија. Кој го дал предлогот, кој го одбива предлогот и зашто не го одбива на време? Тие се проблемите. Ке паднеше власта, господа. Власта им е мила. Уште денес сега дури збориме ке беше падната власта, ако се прифатеше предлогот. Поздрав и довидување. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Прво ќе го поздравам ова, па и скоро да ми ги зеде зборовите овај пред мене, зашто да го кажа тогаш премиерот. Најчудната работа, зашто се чуваше во тајност. Сега друго се плашам. Ова да не затишје пред бура, како излезе Ковачевски ова влада, дека ние не го примаме предлого, па утре, знаете, ама мораше, тоа е само едно, како да кажам, доверба према оваа власт да се изрази на друг начин. Од тоа се плашам. Не сум толку сигурен. Меѓутоа, ќе го повторам она, знајќи го и познавајќи го македонскиот народ, све Ковачевски да прифати што ќе му речат. Заради тоа што кажав, колку неправилности се направија
од промената на името и надолу, па референдуми, па ова, па излегување на улица. Овој народ си седи и знаеме преку телевизија да се вреѓаме. Да прифати све човеко, нема кој да го запри. Не може. 20 луѓе во досега се видовни за Република Македонија, нема да ги именувам. Зошто? Моје право. Еден ни даде држава, друг нешто друго не ни направи. Ето е тоа. Све да прифати Ковачевски и го поздравувам. Нека си седиме дома, човеко нека си работи својата работа. Поздрав за вас. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Да, добар ден. Повелете. Поздрав доце Богдането, телевизија 4. Благодарам, поздрав, повелете. Искам да ви кажам овој господинот прв и сега што ми се јаве, голем малициозност има во својот однос. Прво, не е вистина Павле Транов да кажа така. Павле Транов дословно кажа, тие што работеле во економските односи со земјата, министар на външни работи, тие треба да си понесат доставки, а не кажат дека бил предлогот на Македонија. Прво, нека не зборува малициозни работи да го на некој начин револтира народ. Многу пати мене ме критикува и ме нарекува бугарин од таспорик и така натаму, али искам да ви кажам, ова се докажа дека власта во Република Северна Македонија, начело Социјалдемократскиот сојуз и неговите коалициони партнери работеле често и поштено во поглед на дипломатијата, во поглед на економските работи. Тоа е факт дека Ковачевски среде во Брисел му кажа отворено на французите дека не е ова 1913 година вие како сакате да раководите. Дури и Вучич му го рече тоа. Не се плаши никој. Дали е помал, дали е поголем. Затоа јас го поздравувам ова, затоа што Ковачевски настапе државнички, не настапе партиски. Тоа е државничко представување. На некој начин му ви кажа на Европа дека ние на билатерална работа не треба да влези во преговорите во рамката на преговорите со Европската заедница. Со тоа што на Бугарија му се стружи тоа. Тоа е она што го зборував јас. Костено Жежок е сега во Европа. Та нека се расправи и нека гледа што ќе работи со Бугарија. Затоа што Бугарија му е растура Европа. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Еве на мене, добар ден, Да, почитувам повелете. од Скопје. Ве слушам, повелете. Да сте здрави и живи, благодарам. Благодарам, повелете. Како прво да ви кажам, нешто да имам да ви шепнам немам. Затоа на цел глас поносно како македонец ќе го кажам следното. Се тоа што се случува, ниту ми е драго, ниту ми е мило. Ама сум горд. Горд сум на тие збори што ги изрече премиерот Ковачевски. Пред некој ден гласно ви кажа, многу не има. Трчаме како прле пред магаре. Се изнакажавме. Кипи злоба од нас. И во врска со темава, да ви кажам, има еден папагал овде кај што се јавува синојка во една телевизија. Знаете што беше кажано? Готово, Ковачевски го дава на суд, издајца на суд. А кој ќе биде јавен обвинител, дали овој или оној? Се исто ние важно ќе иде на Макрон. Па Макрон, кој ни е во животот? Јас сум професор, универзитетски професор, педагог. Ако не биде Макрон, ќе биде друг, па ќе биде трет, па додека дојде до Путин. Тоа сме ние почитуван синко, ќе да кажам. Синко, чедо, што требаше да направи Ковачевски? Што требаше? Го направи оно што требаше. Имало игри, па имало игри 30 години назад. Кога ние сме се доближиле до вакво нешто? И сега, кога имаме најголема поддршка од првиот братски народ, Србија, и од првиот наш пријател догашан, Еди Рама, што сакаме понатаму? Него тоа е, уште еднаш ќе повторам. Дајте сега дома да седнеме, да се обединиме, да се фатиме за рака и да се прашаме и како и што понатаму. Не вакви злоби. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Абе, луѓе, работиве сте толку едноставни. Нити овој
премиеров паметен, нити е патриот. Приказката е едноставна. Нема човек во државава, од политичар до председател, што го прифаќа овој француски фашистички штетен договор за македонската нација. Тука е приказката. Кај ќе се врати ако не го признаеше, ја тоа да ве прашам. Толку едноставно. Тој обекал бе, тоа од авион се гледа. Обекал ќе ве ставиме во уставот, вие дигните го ветото. Ако не го обекал, тоа ја главата е сечен. Тука е целата приказка. Ама не го прифати предлогот премиерот. Не, друго зборам. Значи, он тоа го договорил со бугариве, им рекол, дајте вето, дигните, ние ќе ве ставиме во уставот. Тоа им го обекал, и тој и Марисич, 100%. И французиве сега мути каша, направива таков штетен овакво, и сега што ќе испадне? Запамтите ми го зборот. Пак ја мутат водата, да не биде, што се вика, како се вика тоа, и што ќе направат? Франција и Европската унија ќе гарантираат, демек, тоа што ќе побараме ние, а нивните гаранции знаете какви се. Сменивме име, ни гарантира Европа, не добивме Европска унија. Потоа 17 тие пресуди за тие малцинството, никој не ги смирува тие таму. Исто оној што добивме за Грција, исто не смируваат. Нивните гаранции се лук и вода, прават што сакаат. Као со Србија 1244 резолуцијата, пупу не важи. Значи тоа е приказката. Пак е ненаседнат, пак е седнеме, пак е припатиме, ќе замачкаат очи некоја нивна гаранција кобајаги и нашиве предавници овдека ќе подпишат и ќе го товарат магарито, а народот ќе го изгуби идентитетот македонски. Тоа ќе биде. Заврши гледачот. Добар, благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете, ве слушам. Обично во твојата емисија не зборуваме еден на друг, денеска дозволи, па и јас сакам да кажам нешто за овие луѓе што критикуваат. Твојот прв гледач е еден од најконструктивните, и ако не најконструктивен гледач во своето излагање. Денеска Диме Аспарух, ја имам чувство дека овие луѓе се толку зли, да ако видат некој човек дека турка камен узбрдо, тие за каменот ќе навиваат. И многу е јасно што кажа човекот. Човекот кажа, ја пошто го гледав целото интервју, вие дадовте од овој, како се вика, од премиерот. Вие дадовте само еден дел на почетокот. Ја го гледав целиот. Ќе видите зашто човеков овој првиот гледаше управо. Затоа што либералните Трајанов и Морачанин кажува дека нема да го подржат тој, дека ќе искочат од владата. Ќе го гледате интервјуто на наставакот и ќе ви биде се јасно. Он ќе прифатеше се. Он е спремен да го лажат. Не го лажат по вистините од вистината. Таков е човекот. И сега се јавуваат овие, го критикуваат првиот гледач. Првиот гледач многу јасно кажа, тоа е толку, да бидеш најглуп човек ќе го сватиш. Значи, ако не се јави во продолжетокот на излагањето, да ти кажам и на тебе, кажува дека се случила хистерија во Македонија и не знам што. Да, го има и тоа ќе ви го читав подоцна. Сакам да ви кажам, тоа го кажа овој човеков, првиот човек, кој што ти е најконструктивен во твоево излагање. Не сум сакал, после она кога имавме еден судир заради овој Аспарух, нека да ти се јавувам, ама денеска морам да ти се јавам, пошто овие луѓе кои што навиваат за каменот... Оставете ги останатите гледачи, оставете го гледачот. Оставете ги останатите гледачи, господине. Значи, еднаш кажавте, знаете и вие самите дека не е ваша работа да ги коментирате мислењата на другите гледачи. Како може Диме да го... А како може Диме и Аспарух да го критикуваат првиот гледач? Кој што ти е најконструктивниот гледач во твојата емисија и кој што ти ја збогатува емисијата. Ама вие цело време, и вас ве оставив да зборувате. Сум оставил едни, ве оставив и вас. Ама не мора целото време да го трошите, ви дадов и дополнително време. Не мора целото време да го трошите за другите гледачи. Ама добро, видите се, јас ви се јавувам вас, не да ги мене ми е криво кога ако веќе не критикуваме еден према друг, тогаш никој не сме никога да критикува. Затоа и ве оставив на почетокот. Затоа не ви реков ништо. Ама веќе повтор пат да го повторувате истото не е во ретот и веќе слушнавме.
Ама ако тоа важи за еден и за мене и за било кој, Еве, ќе треба да важи. како што гледате, денеска важи и за сите. Првите критикуваа, ве оставив и вас, ќе ги оставам и другите. Ама окей, ама не, тогаш треба види Огнен, мене ми се допаѓаш ти, меѓутоа без разлика што се конфронтираме стално. Меѓутоа сега ти кажам, ако не дозволува, тогаш никој никого да критикува. Никој никого. Или дозволува или не дозволува. Не може сега Диме да каже да критикува, па добро е Диме, па јас да попушташ, но никого не попуште, човече. Нема критикување еден на друг. Нека каже што ама еве истото, ама во денешново издание го применувам истото. Како за сите, така за вас, така и за другите. Добро, окей, не ќе се, знаеш дека не ќе ме те нервирам, ама јас се нервирам, ама не ќе па тебе да те нервирам. И окей е тоа, све е окей. Ја те поздравувам и ти посакувам се најубаво. А само да знаеш дека првиот гледаш ти е најконструктивниот. Поред, ми го кажавте тоа 4 пати, не мора да се повторувате. Благодарам за јавувањето. Поздрав. Да, поздрав господине, ви дадов и повеќе простор од колку што треба и повторно ми го повторувате истото. Значи, во денешното издание, како едни, така други. Првите коментираа, ве оставив и вас да коментирате. Ворете, не мора да ни повторувате по неколку пати иста реченица. Сме ве разбрали од првиот пат. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Моето размислување е следново. Јас мислам дека подитно во Република Македонија треба владава наша да си даде неотповиклива оставка и да се формира експертска влада која ќе стабилизира не само со Бугарија односите и на економски план и некаде април и мај следната година да има предвремени избори. Таа експертска влада да ги одржи изборите, бидејќи немаме доверба во овие партии, бидејќи си ги местат изборите. Ке може ли да зборувате за темата, да ве замолам? Не, на темата, тоа е поврзано со темата, сакам не е поврзано со темата. Зборувајте директно за темата, Иле. Сакам да кажам дека се што прават овие три партии што се до сега на власт е против Македонија и против македонскиот народ. И јас сакам да кажам дека треба веќе стоп да им се каже на овие што владеат. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Огне, извини, али морам да ти се јавам. Ајде, слободно, денеска така ќе помине емисијата. На толку важна тема сите се правите меѓу себе. Почитувам мислење на секого. Јас Огне до ден денески име не сум спомнал. Како тој господин претходно го спомнува моето име 1000 пати го спомнува. Не, јас не спомнувам име. Јас дискутирам по темата на екранот. А ако на тој човек не му значи темата на екранот, ја не знам што му значи. Сега, некој во дискусијата, кога дискутирам, ќе спомнам првиот, третиот, ама име не сум спомнал. Ја не знам што му значи на овој човек постојано, ме нарекува бугарофил, не знам, лигуш, не знам, северњак. Прво и основно. Јас до ден денески, 9 години во твојата емисија се јавам, дали сум наврдил некој, во очи сакам да ми кажеш, Аспарух речи ти вреѓаш многу. Јас не сакам никога да наврдил. Ке сум ви кажал да било така. Ви благодарам многу, извинете. Нема проблем. Ке сум ви кажал да било така. Поздрав, ве молам, темата е премногу сериозна и премногу важна и премногу нова за вие сега да ја посветите на... Ајде ќе се навредите ако употребам некои зборови, значи ве молам зборувајте директно за темата. Надвор најдете си се на улица и разговарајте си меѓу себе и обвинувајте се кој што правил во што правил. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако ве слушам, повелете, вие сте да. Најпрво, поздрав до премиерот. Мислам дека правилно решение донесе за мир во куќа. А после тоа ќе размислиме длабоко што ќе направиме за да одиме понатака. Да бев на негово место, јас ќе кажев: Европо, благодариме за се што направивте за нас, Северна Македонија, но не сте фер да знаете, затоа што ни обеќавте со Преспанскиот договор директно да не примите, да ни дадете датум. А вие размислете дали сме ние во право или не. Сега,
Јас ги прашувам овие што се за тоа дека сгрешил премиерот. Дали ќе се сложат историјата да се смени? Па, другари, деца 16-17 годишни гинеа во Илиндетското востание, во партизаните, се сеќавате за Бошко Бука и неговото другарче сме учеле ние. И сега ние таа историја да ја погазиме. А тоа е глупост. Глупост. Да бришеме споменици, да ревидираме учебници. Па зошто ги донесоа коските на Гоце Досев пред не знам која година беше тука. Да не беа во Европска унија, мислам дека немаше воопшто да биде предмет на разговор ова што го бараат тие. Тие се стварно луѓе кои не заслужуваат да бидат комшии. И мислам дека треба нашиот народ да се сврти против нив на друг начин, да не биде добрососедски. Биди поздравен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Не само што треба да го одбиеме францускиот предлог, туку треба веднаш да прекинеме секакви преговори за идентитетот со Бугарија и да им кажеме на Европската Унија, затоа што вие дадовте во вашата емисија, на вашата телевизија, дека тој, како го викаат на Европска Унија, сега му го заборев името, кажува дека сите барања на бугарите се прифатени за таа европската рамка, како ја викаат. Значи, ние, нашиот председател, премиер, треба да застанат и да речат билатералните прашања не ги прифаќаме да влезат во европската рамка и точка. И исто така да прекинеме секакви договори, а на Европската Унија да ја кажеме дека обеќале со промена на името дека ќе ни дадат не да влез, него датум за почеток на преговори. Што ни се случува овие 30 години? Не маткаат со датум за преговори, паралелно не оценуваат со штетни договори, паралелно поплатени политичари наши дека си го товарат магарето, а ние менјаваме знаме, име, идентитет, штетни договори, вакви, штетни, онакви, а уште не сме почнале преговори. Па толку ли народов не гледа што ни се случува, дека овие фашисти од Запад сакаат да го уништат македонскиот народ, македонската нација да не постои. Па прекините преговори Не ни требате во Европска Унија, не сакате, готово. Ќе бидеме Македонија и чао, ќе си го вратиме името и нема више да изиграваме мајмуни пред светот, да менјаваме име. Која земја го сменила името? Тоа е нормален пред... Благодарам за јавувањето. Најискрено ве замолувам, немојте да се обидувате да звоните по трет пат, оставете некој друг да се јави. Знам дека можеби ќе добиете по трет пат, бидејќи сте најупорен од сите, ама ве молам оставете некој друг да се јави, бидејќи ако се јавите по трет пат ќе морам да ве прекинам, бидејќи има и други луѓе кои што сакаат да зборуваат. Зафир Х ни пишува на Фејсбук и вели: премиерот Ковачевски јасно го одби предлогот на Макрон, но и тоа не е доволно за плукачиве да го критикуваат Ковачевски. Што требаше да направи премиерот? Да прави колут напред, да се соблече погјак и луда работа, завршува Зафир Х. Во другите пораки пак кои што ги добивме, Тони пишува и вели: во изјавата што ја прочитавте од премиерот, меѓу другото се вели дека и коалиционите партнери го отфрлиле францускиот предлог, па сега се ве прашувам вас да кажете дали Дуи го отфрли францускиот предлог. Со оглед на тоа дека владата го отфрла, Дуи е дел од владата, тоа ќе треба да се изразат самите тие со став. Добро, Рабија Ф ни пишува: поздрав од Осло, благодарам, поздрав и за вас, Рабија. Во другите пораки пак Игор ја ни пишува, вели: здраво Огнен, поздрав од Игор од Беровско. Според мене се побија аргументите на опозицијската ВМРО ДПМН дека владата ги предава националните интереси на нашата земја. За поздрав и во наш интерес е одбивањето на францускиот предлог. Според мене овој спор е абсурден, националистички и наметнат од Бугарија, не е европска вредност кочењето на патот на земја аспирант на патот кон ЕУ од земја членка како Бугарија поради нивни националистички и понижувачки побуди и да бидат гарант црвените линии изгласани во нашето собрание и со дигната глава и достоинство
достоинство без да го загрозуваме идентитетот на нашата земја, да продолжиме по европскиот пат и пред се да ја донесеме Европа дома, а во догледно време јас сум оптимист дека некако ќе најдеме заеднички јазик со Бугарија и ќе ни се отвори патот кон Европската унија, завршува Игор Ј. Во другите пораки, пак Васил ни пишува и вели: огнен мојот став е Ковачевски го одби предлогот на Макрон, не водејќи сметка дека патриотиве ќе се разболат 2 дена по телевизија и ве кажуваат како Ковачевски го скроил планот, а сега го одбива. Има ли уште нешто да чуеме од патриотиве, иако е од нив многу е, завршува Васил Л. Во другите пораки, пак Селами Х ни пишува и вели: поздрав и добар ден, Огнен, јас се чудам колку умни луѓе има оваа држава, а ние тапкаме на место. Не прифатил поради тоа и тоа, прифати поради тоа и тоа, чудно. Поздрав за вас, Селами. Додека пак Дејан се ни пишува, вели: здрав, Огнен, гледав во живо и уште не можам да поверувам. Поздрав, поздрав и за вас, Дејан. И кратко уште вели ни пишува: Бугарија стави вето, предлог, Макрон даде предлог, премиерот рече не, и сега што? Најдобро е да седнеме, да почнеме да си ја работиме работата, секој својата, да си донесеме европски закони, да си ги по европски терк почитуваме законите, да си ја деполитизираме државата, да си ги департизираме институциите, да си го вратиме здравството на здрави нозе, да си го поставиме образованието по европски стандарди, да мислиме повеќе на идните генерации, да си ја чуваме државата и така ќе си бидеме дел од Европа и Европската унија многу побрзо од колку што мислиме. Поздрав до вас од 24 вести. Благодарам и за вас, поздрав. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав, господине од Петрески Николче. Поздрав, благодарам. До телевизија сите вработиме во 24 и јас ќе коментирам како прво во однос на темата. Така да сметам во однос на темата и во однос сето она што се дешаваше, мислам дека по секоја цена дека премиерот Ковачевски испадна голем патриота во интерес на граѓаните на Македонија, во интерес на државата. Со тоа што и докажа на Европа дека нема да прифатиме ултиматум. Многу дадовме, многу вложивме. Од кој, за жал, многу и не бевме излажани од страна на Европа. Во однос на францускиот предлог, јасен беше само за французите. Кога се разјасни за бугарите и за нас, значи она што беше подпишано, тоа ќе беше и прихватено. Ама за жал, уште додатно таму, оние 3 барања на бугарите, кои може да влијат на Република Северна Македонија, господинот Ковачевски кога ги увиде и кажа јавно, не може да се преговара за име идентитет и внашање на бугарите во уставот, се додека не се отвори и кај нас и кај нив уставот да го признат и тие нашето и ние нивното. Така да сметам, испадна човек со авторитет, човек со достоинство, кој докажа и на опозицијата, кој до вчера упорно велеше дека ќе биде подпишан тој француски предлог да си даден, и јас мислам дека стварно успеа да достоинството на Македонија да ја го представи према Европа, дека нема да прифатиме ништо што ќе биде на штета на македонскиот народ, на македонската држава. Сепак ќе си влезе. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Видете вака, Ковачевски беше во дилема прво дали да оди тамо или не во Европа, на состаноков. Затоа што со овај Османи и со Маричич работеа заедно за овај договор што се предлагат за нас преку Франција. И изгледат немаше излаз што да прави, тој требаше прво нив да ги збриши, да ги разреши, па да оди тамо. Он преќутно отиде и не знаеше што ќе му се случи. По моje мислење, не мора да е точно, мислам дека слушнал со Вучич и со Рама и можда ги прашал што да правам сега. Тие му рекле, го почепнале, го подсетиле, може го подучиле, да не прифаќаш ништо. И зато тој тамо тоа го кажа. Што не го кажа пред време или овие што работеле на тоа разнебитување, по моје, така го викам ја. Работеле цело време, не изјавува ништо, стемува на така навака
разнебитуваат и сега на крајот ќе кажи. Изгледа тој е помогна да го охрабрат за да не се сложи да одбие тамо. Него друго ме чуди мене. Во овие на власта што се, парламентарците, за парламентарците зборувам, како не се најдо едно 7-8 души македонци, да не ги речеме СДС-овци, барем 7-8 души да се одметнат. Видете овој како се одметна еден од затвор за да Преспанскиот договор да ја разнебити Македонија, се одметнат тие. Да и овие да се одметнат, да ја спасат сега Македонија. Да се речат дека се стварно македонци. Истече времето, благодарам за јавувањето. Последен гледач режија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро, ако немам, имам пораки режија, во ред. Иван Б. ни пишува, вели, здраво Огнен, мислам дека е грешка одбивањето на францускиот предлог, доколку добиев... Добар ден, да. Благодарам. Повелете. Во денешната тема беше многу интересна, слушнаме многу работи, но едно мора да кажам, да го поздравиме господин председател, дека стварно донесе правилна одлука. И одека ќе кажам една вистина, која што денеска ја прочита во штампата, господинот Мицковски вика председателот на владата да го прифати предлогот на французите, а одма после тоа да одиме на избори. Која е правата вистина и што кажува со овие зборови господинот Мицковски? Дали стварно му е во интерес да го решиме проблемот со името и со влезот во Европската Унија, или му е решението да има предвремени избори и да се надева дека ќе победи. Може и да победи, тоа не е спорно, али на ваков начин да и дава изјава во пишан медиум, каде што стои, и кој го напиша тоа, не може некој да лаже што е напишано. Во оваа ситуација стварно не си ја сакаме државата, не си го сакаме собствениот народ и не сакаме нашата држава да оди напред и да има, што се вика, некаков бенефит. Ние во Европската Унија што ќе влеземе на шака луѓе сме. Ние кој ништо нема да направиме. Но, еве и да не влеземе во Европската Унија долго време. Но, ќе користиме правото на бенефити. Да речеме помош кој се ги дава Европската заедница, со што, да речеме, се унапредува земјоделие, и патна инфраструктура, индустрија и така натака, ние само можеме да имаме корист од сето тоа. И не треба се залагаме да не влеземе, баре макар и да ни ставаат сопки бугарите, но нека им служи на чест, а они се свесни дека зошто тоа го прават, за да се покријат себе си. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, тоа беше последниот гледач режија. Иван Б. ни пишува и вели, здраво Огнен, мислам дека е грешка одбивањето на францускиот предлог, доколку добиевме датум за преговори ќе бевме внатре во ЕУ и со Бугарија ќе разговаравме на рамноправна основа, со тоа што останатите членки ќе беа на неутрална основа на наша страна. Вака тие внатре, ние надвор немаме никакви шанси, не ќе моравме ништо насила да прифатиме, ниту ќе ни ги прекинеа преговорите, плюс ќе имавме пристап до сите ЕУ фондови, завршува тој. Анонимна гледачка ни пишува, вели, ако е вистина едно големо браво за Ковачевски и моментален раскин со француска дволична шпионка, завршува таа, поздрав и за вас. Во останатите пораки, ГОЦС пишува, вели, не ми се јасни две работи, како може некој да одбие предлог ако официјално не го добил, второ, како од 35 вртења не може да ве добиеме, а други по 3 пати се јавуваат. На второво не знам што да ви кажам искрено, со години тоа истото се прашувам. Добро, и ДМС ни пишува, добар ден Огнен, како прво ние не заслужуваме да бидеме во ЕУ, ние сме никакви луѓе, безобразен народ, некултурна нација, поздрав. Поздрав и за вас и за сите оние кои што се вклучија во текот на денешното издание. Сите информации и случувања околу денешните изјави, настани, одбивања и така натаму, сарказми во Дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.